Ова се вестите на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Вчера во Еквадор на 58 годишна возраст починал глумецот Кирил Попхристов Кили, потврдија од неговото семејство. Кили беше мултиталентиран уметник и еден од најдобрите македонски современи актери. Тој зад себе остави низ впечатливи улоги кои ќе се паметат во Тетовирање, Балканкан, Збогум на 20 век, Панкот не е мртов, а оствари и блескави театарски улоги во Ричард III, Злосторство и казна, Ослободување на Скопје и многу други. Забележливи се и неговите улоги во телевизиската продукција Трст вија Скопје, Бумбари, Досие Скопје. Со сослушување сведоци предложени од јавното обвинителство денеска во судницата во Идризово продолжува судењето за трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, во кој животот го загубија 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Случајот го води судиката Дијана Груевска-Илиевски и моментално се наоѓа во фаза на доказна постапка. На денешното рочиште, според најавите, треба да бидат сослушани 5 сведоци. Денеска се одбележува Европскиот ден против насилството врз лекарите и здравствените работници, кога се актуализира постоечкиот сериозен проблем со агресијата и нападите врз медицинскиот персонал. Истражувањето на Светската здравствена организација, објавено во октомври 2025 година, покажува алармантни податоци. Наодите покажуваат дека околу 38% од здравствените работници доживуваат физичко насилство во текот на својата кариера, додека многу поголем број се соочуваат со вербални навреди, закани и онлайн малтретирање. Во Собранието денеска ќе се одржи комеморативна седница за годишнината од трагичниот настан во дискотеката Пулс во Кочани, во кој 63 лица го загубија животот, а околу 200 беа повредени. На 14 март владата ќе одржи меѓународна конференција институционални и клинички аспекти и решенија по пожарот во Кочани една година потоа, на која ќе присуствуваат представници на институциите, здравствени експерти, меѓународни организации и хуманитарни партнери. Како што информира вчера владината портпаролка Марија Митева, на конференцијата ќе учествуваат лекари и медицински персонал од 37 земји кои излегле во пресрет за лекување на настраданите во пожарот. Авион со 151 патник од Катар, Кувајт, Кралството Саудиска Арабија и Кралството Бахрейн доцна синоќа слетал на меѓународниот аеродром во Приштина, информираше министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Во авионот 109 патници биле македонски државјани, а другите биле од повеќе други земји. Муцунски вели дека со пристигнувањето и на овој трет организиран лет, успешно се евакуирани македонски државјани од Блискиот Исток. Иран порача дека светот треба да се подготви за нафта од $200 за барел, откако неговите сили вчера нападнаа трговски бродови во Ормускиот проток, а Меѓународната агенција за енергија ИЕА препорача масовно ослободување стратешки резерви за да се ублажи еден од најлошите нафтени шокови од 1970-тите, јавува Reuters. Во војната што започна со заеднички воздушни напади на САД и Израел пред речиси 2 недели, досега загинаа околу 2000 луѓе, претежно иранци и либанци, а се прошири и во Либан, ги фрли во хаос глобалните енергетски пазари и транспорт. Иранските власти јасно ставија до знаење дека имаат намера да наметнат продолжен економски шок, додека војната продолжува. Меѓународната агенција за енергија ИЕА одобри ослободување на 400 милиони барели нафта од резервите за да се компензираат прекините во снабдувањето предизвикани од затворањето на Ормунскиот теснец, изјави извршниот директор на агенцијата Фатих Бирол. Тој рече дека земјите членки на Меѓународната агенција за енергија едногласно гласале за започнување на најголемото ослободување на резерви на нафта во итни случаи во историјата на агенцијата, објави BBC.
Конфликтот меѓу Иран, Израел и САД влегува во нов ден со размена на напади низ целиот регион каде ракети и беспилотни летала погодуваат цели во заливот, додека воздушните напади во иранската територија се во тек. Еден од низата ирански напади се случи врз италијанска воена база во ирачкиот град Ербил, каде беше погодена од ракета во текот на ноќта, објави италијанското министерство за одбрана. Во меѓувреме, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека размислува за преземање на Ормудскиот теснец, клучен поморски пат за глобалните испораки на нафта. Американските разузнавачки агенции проценуваат дека Иран се уште ја задржува контролата врз својата земја и дека иранската влада не е во непосредна опасност од колапс, дури и поречиси 2 недели бомбардирања меѓу САД и Израел, изјавија 3 извори запознаени со ситуацијата. Извештаите покажуваат дека раководството на Иран останува кохерентно и дека режимот е во состојба да ја одржи контролата врз јавноста и покрај атентатот врз врховниот лидер Али Хамнеј и смртта на десетици високи функционери, вклучувајќи ги и командантите на корпусот на Исламската револуционерна гарда, објави Ројтерс. Во нападите на Израел врз Либан загинаа 634 лица, а 1586 се ранети, објави денес Либанското министерство за јавно здравје. Според дневниот извештај на Центарот за итни здравствени операции за развојот на израелската агресија врз Либан, во текот на изминатиот ден биле убиени 64 лица, а 142 биле ранети, објави државната агенција ННА. Израелските напади врз Либан се интензивираа од 2 март како одговор, како што соопштија израелските власти, на нападите со беспилотни летала и ракети што ги започна приоранската милитантска група Хезболах од Либан, пренесува Танјук. Ова беа вестите на Слободен печат кои што ги следите на нашиот YouTube канал. Утре се гледаме повторно. Пријатен ден!